Dobar den, dragi učenici, dobrodojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuće Aliju, predavam makedonski jezik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je nameneto za učenici od 6. odelenje, ke ve zamolam pred sebe da imate list hartija i moliv za pišuvanje. Danes ke imаме nova nastavna jedinica za gramatički kategoriji как придавките пород и број. Придавка е збор чија главна синтаксичка улога е да ги модифицира именките или заменките, давајќи повеќе информации за именката или заменката. Класичната дефиниција за придавките е дека тие се всушност зборови кои ги означуваат особините на предметите и појавите. Видови придавки: описни, квалитативни придавки означуваат својство што се открива во предметот како таков без поврзување со некој друг предмет. Например, добар, убав, мирен, конј. Односните релативни придавки означуваат својства што упатуваат на некој друг предмет. Например, манастирски се однесува упатува на манастир конј. Бројните придавки го означуваат односот на предметите по ред. Например, прв, втор, конј. Заменските придавки се изведени од заменки и многу наликуваат на нив. Разликуваме присвојни заменски придавки што се мој, моја, мое, мои, наш, наша, наше, наши, твој, твоја, твое, твој, ваш, ваша, ваше, ваши, негов, негова, негово, негови, нејзин, нејзина, нејзино, нејзини, нивни, нивна, нивни, нивни, како и свој, своја, свое, свој. Заменски придавки со показно и качествено значење: ваков, ваква, вакво, вакви, таков, таква, такво, такви, каков, каква, какво, какви, онаков, онаква, онакво, онакви, секаков, секаква, секакво, секакви, некаков, некаква, некакво, некакви, никаков, никаква, никакво, никакви, толкав, толкава, толкаво, толкави, колкав, колкава, колкаво, колкави, олкав, олкава, олкаво, олкави, онолкав, онолкава, онолкаво, онолкави, сиот, сета, сето, сите, сам, сама, само, сами, ист, иста, исто, исти, друг, друга, друго, други. Граматички категории кај придавките. Бидејќи основната служба на придавка е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја. Придавката ги има истите граматички категории како именката по род, број и определеност. Родот кај придавките може да биде машки, женски и среден род и зависи од именката до која стои. Односно, ако именката е од машки род, тогаш придавката ќе се прилагоди, ќе биде во машки род: дрвен, стол. Ако именката е од женски род, и придавката ќе го преземе женскиот род: дрвена маса. Ако е до среден род, и придавката ќе биде во среден род: дрвено столче. Родот кај придавката е променлив во зависност од именката која ја определува. Например, машки род добар човек, женски род добра жена, среден род добро дете. Најлесен начин за определување и разликување на придавките од именките е родот. Кај именките тој е непроменлив, а кај придавките се менува. Например, работливост, женски род кој не може да се промени. Таа работливост значи е именка. Работлив, машки род, но можеме да го промениме. Работлива, женски род, работливо, среден род значи е придавка. Бројот кај придавките исто така зависи од бројот на именката што ја определува. Придавките имаат еднински форми за машки, женски и среден род и една форма за множина. Например, добар, добра, добро, добри. Кај граматичката категорија определеност, придавката го презема членот од именката. Кога имаме определена синтагма или именска група од придавка и именка,
го членуваме само првиот збор, односно придавката не може да се членуваат двата збора, туку само првиот. Например, добар човекот, добриот човек. Степенување на придавки карактеристично за качествените придавки е тоа што образуваат форми на компарација. Со нив се изразува степенот на даденото качество кога се споредуваат два или повеќе предмети. Разликуваме позитив, основна форма на придавка добар, например, тој е добар ученик. Компаратив, форма за споредување на два предмета, се образува со представка по кој се пишува слеано со придавката подобар. Например, тој е подобар ученик од Горан. Суперлатив, форма за споредување на еден со повеќе предмети, се образува со представката нај, кој се пишува слеано со придавката најдобар. Пример, тој е најдобар ученик во класот. Образување на придавките. Дел од придавките се образуваат од други зборови, особено односните со наставки. Образување од именки обично се прави со наставките ов, ев, јаболков, ски, шки, чки, свински, морски, дигвешки, човечки, ен, дрвен, златен, устен, ест, пердувест, ин, теткин, ји, птичји, кравји, ав, крастав. Од глаголите се образуваат придавки со следните наставки: ен, плетен, шиен, ачки, ечки, исцрпувачки, стоечки, пливачки, лив, предивлив, миризлив, телен, растителен. Од други придавки: кав, дебелкав, жолетникав, ичок или ечок, слабичок, малечок, узлав, белузлав. Од прилози: ен, шен, долен, овдешен. Од бројни основи: ен, двоен, троен, ти, петти, ичен, првичен, вторичен. Функција на придавки во реченицата. Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката. Например, добра книга, книгата е добра. Во првиот пример, врската е непосредна веднаш пред именката и тогаш придавката има улога на атрибут. Во вториот пример, врската е посредна, стои со помошниот глагол сум и тогаш е дел од прирокот, именски прирок. Придавките именуваат некаква карактеристика на предметите, суштествата и појавите. Пример: чиста маса, мала куќа, црно маче, убава девојка, училишен двор. Придавките се во тесна врска со именките и најчесто се употребуваат со нив. Придавките ги имаат истите граматички категории како именките по род, број и определеност. Таа се согласува со именката по однос на овие категории. Пример: висок човек, еднина, машки род, неопределена. Високи луѓе, множина или високиот човек, определена придавка. Висока жена, еднина, женски род, неопределена. Високи жени, множина или високата жена е определена придавка. Високо дете, еднина, среден род, неопределена, а високи деца е множина или високо дете, определена придавка. Според значењето, придавките се делат на описни, квалитативни, односни, релативни, бројни и заменски. Описни придавки означуваат својства на предметите што произлегуваат од нив, од нивното внатрешно својство. Со нив се опишуваат предметите, појавите, одговарат на прашањето каков е некој и нешто. Пример: долг, мал, широк, дебел, ситен, висок, голем, благ, луд, кисел, горчлив, солен, мазен, кршлив, тврд, мек, зелен, бел, црн, црвен, љубезен, мрзелив, храбар, паметен. Односни придавки означуваат карактеристика на предметот од односот со некој друг предмет. Поделени се на материјални придавки како што се дрвен, железен, стаклен, сламен, волнен, хартиен и присвојни придавки градски, селски, работнички, дедов, татков. Бројни придавки се однос на некои предмети по ред и се образуваат од броеви. Пример: втор, пети, двоен, трети, стоти. Заменски придавки се образуваат од заменки и се делат на присвојни и квалитативни. Присвојни се мој, твој, наш, нивни, а квалитативни се таков, ваков, прашални се каков, колкав
и така натаму. Да повторуваме. Придавки се зборови со кои се кажуваат особини на суштества, предмети и појави. Овие зборови ги појаснуваат именките какво е нештото, од што е направено и чие е нештото. Примери: мало девојче, втора шанса, златен синџир, такво дете, градски часовник. Граматички категории на придавките се род, број и определеност. Според граматичката категорија, род придавки се во машки, женски и среден род. Според граматичка категорија, број придавки се во еднина и множина. Според определеноста, постојат две правила за придавките во македонскиот јазик. Ако придавката е пред именката, тогаш се членува придавката убавото девојче. Ако именката е пред придавката, тогаш се членува именката девојчето убаво. Придавките според значењето се описни, бројни, заменски и односни. Односните придавки присвојни материјални. Придавките кои даваат опис на предмети и суштества и појави се описни придавки. Црвен, молив. Придавките што се образуваат од броеви се викаат бројни придавки. Трето, дете. Придавките што се изведени од заменки се викаат заменски придавки. Мое пенкало. Односните придавки се материјални и присвојни. Материјални пример дрвена клупа, а присвојни училишна зграда. И за домашна задача, вие ученици да научите и да напишете по 2 реченици од сите видови придавки што ги научивме денес. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.